Посакувам македонската музика да ви биде дел од вашето секојдневие. Токму затоа, почетокот на оваа емисија го започнуваме со топ листата. Предлог број 1. Елена Велевска. Црно и бело. Предлог број 2. Маријан Коцев и Дрим Тим. Крал на жените. Врела крв во вените, јас сум крал на жените, виното и песните. Врела крв во вените, јас сум крал на жените. Предлог број 3. Миле Кузмановски. Шприца. Измешај среќа и малку тага и научи го срцево да не оди по нејзина трага. Како шприце живот е мој, измешај среќа и малку тага и научи го срцево. Предлог број 4. Сани. Можеш само ти. Секој дор ме проподнува, ти ме пушташ пак, сама да си излеза. Цела вечер ме гледат, само ако претерат, минут за стиси, никој нема право да се приближи, никој освен ти. Дел од фолк ексклузив е господин кој што зад себе има долга музичка кариера. Господинот Круме Спасовски. Уживајте. 45 години на музичката сцена, откако што сте, ги исполнувате срцата како на постарата, така и на помладата популација ден денес. Која е тајната за успехот? Што е тоа што на почетоците од вашата кариера ве мотивирало да се внесете во овие води? Знаете што, секој човек кога се раѓа да Боже нешто му подарува од душа и од срце, мене сум бил среќен да добијам нешто што не се заборава, а тоа нешто е нашата македонска народна песна. Тоа всушност се изговара Дедо Боже заради тоа што ние сепак си веруваме на некој начин во својата вера, во својата песна, во својата традиција. Така да јас, како дете уште, сум роден во село Горно Коњари Скопско и долги години имав можност да се движам, односно да раснам меѓу генерација која што во тоа време многу се почитуваше таа изворна народна песна, лирска, чалгаџиска песна, песна која што врзуваше седенки, песна која што се дешаваше за време на есенските берби на грозјето, песни, вински песни, песни за берба на пченки, песни за шнење, жетварски песни. Така да тоа, пошто јас живеев и сега живеам во Горно Коњари, меѓутоа 40 на години бев тука во Скопје во градот, кај што и нормално таму работев и сега сум веќе во пензија и така натака, меѓутоа сакам да ви кажам дека селото не дозволив да се одделам од тој амбиент кој што ја врзува таа народна песна. Немам ништо против ова ново создадената музика. Ги почитувам, сите
автори и музичари, и автори, и текстописци, и помлада генерација кои што значи во моје време можам да кажам слободно дека мал милион имаат поминато што млада генерација што имаат пеано песни, ново создадени. Тоа е добро. Кои биле вашите идоли тоа време, кога веќе ги спомнувате сите тие напливи на таа народна чалгиска музика? Сега ќе кажам, значи јас кога од дете сум влюбен во песната на Никола Бадев и за мене он е идол што говори и самата фонотека на македонската радио и телевизија. Значи јас после смртта на Бадев комисиски ми ги доделија песни да ги препеам онолку колку што можам за да го да не се заборават тие песни кои што ги пееше Бадев онака од душа и од срце. Така да мене лично како идол ми бил Никола Бадев, меѓутоа многу сум ги почитувал и Александар Сариевски, Кирил Мачевски, со Васка Илиева имам многу концерти, турнеи и надвор од државата и тука во државата. Така да после тоа јас да ви кажам ќе морам да ја спомнам и покојна Петранка Костадинова, која што имам прекрасни песни испеано со нејзе на концерти, на турнеи и така натака. Така да многу сум склон кон пеачи кои што навистина оставија еден темел, едно нешто што не се заборава. Такви исто беше и Кирил Манчевски, така беше и Мирлет Беловска, така беше и Вања Лазарева, Костадинка Палазова, Анка Гиева и така. Во тоа време јас бев доста релативно млад пеач, они беа баш тогаш на, што се вели, на сцената, така да имав можност од кого да учам и може и затоа и по она нивно, како се вика, воспитување и по она нивна дисциплина, како они се однесуваа према македонската естрада, може и тоа ме натера да се задржам толку време. Неприкосновениот хит "Чудна жена" беше Вера. Кој лик се крие за Вера? Видите, сега, знаете што, тоа е далечната 74 година, песна снимена на текст на Дурче Мемедов, музика и аранжман на Хилми Баки. Тој беше шеф на оркестарот Чалги во радио и телевизија Скопје, а песната се снимаше за продукција. За жал ние не успеавме да имаме наша продукција и во тоа време Александар Сариевски беше продуцент за РТВ, значи на плоча, сингл плоча, 74 година, негде 11 јануар. И од тогаш таа песна остана, можам слободно да речем дека е обнародена. Препеане од повеќе соседни земји, се разбира, првен ја испеане дека во Босна, после тоа во Белград, слушав на Бугариве како имаат препеано. И сега не знам уште соседна Албанија дали има. Меѓутоа, од македонскиве пеачи до сега бар 5-6 мина имаат препеано и добро е тоа. Нека живее песната. Во секој случај нешто кога се не се заборава, значи тоа вреди. Се крие ли некој лик од реалниот живот за таа? Идејата беше моја. Беше моја. Сепак. И така, да. Едно милозвучно убаво име кое што Јас да ви кажам, значи, имам неколку најави така и баш на телевизија Сител, сега да не спомнувам баш која водителка беше, рече дека Круме Спасовски покрај изворните народните песни пее и за повеќе жени, кои што, например, најголем хит ми е "Чудна жена" беше Вера. После тоа, одма после неа иде "Милке душо", кој што неверојатен хит исто така. Имам испеано за Јана, за Цвета, за Милица и така. Дали знаеш, паметиш Милица и така натаму. Ќе продолжиме со разговорот со господинот Круме, но претходно да ја проследиме топ-листата. Предлог број 5. Владко Милодиновски. Кате. Zemaj, kate da skalče, to lele nego zemaj. Kate da skalče, to lele kate da skalče, to da
Предлог број 6. Стојна Николова, Бакнима. Srce čuka prebrzo, vljubena sum vo tebe, ludo najludo. Bakni me, srce čuka prebrzo, v obraz nese važine, moje najmilo. Предлог број 7. Наум Петревски, Оди звездо. Odi negde zgasni, skri se negde zvezdo moja, odi tamo zaspi. Предлог број 8. Ирина Спасовска, Гордоста ти врие. Stisni zavimaški, izdrži. Ako ne ti odi, nemoj ne se bori i do mene, pa ti provedi. Gordosta ti vrije, belo sna ne krije, stisni zavimaški, izdrži. Ako ne ti odi, nemoj ne se bori i do mene, pa ti provedi. Предлог број 9. Даниела Темилкова, Не се надевам. Ponovo što ja da pitam, biser je za suntivo raka, priznaj me za saka. Aj sega, aj da te vidim, sonova što ja da pitam, biser je za suntivo raka, priznaj me za saka. Предлог број 10. Зуица Лазова, Тајно моја. Je obraz da mi pogali, neke sonce da me razdeli. Neke zora, neke obraz da mi pogali, neke sonce da me razdeli. Što mi so nego ne sum jaz, neka potom. Можете да гласате на весело.мк. Ќе продолжиме со разговорот со господинот Круме. Предпоставувам дека сте имале многу колаборации како со музичари од постарите генерации, така и со помладите. Која беше вашата прва соработка музичка? Па, прва соработка музичка, се разбира, јас кога положив аудиција, ме доделија да пеам со оркестарот Чалги. После тоа, во тоа време имаше критериум Македонската куќа. Може нека ќе се налути што сега слободно можам да кажам дека тоа е завршена песна, дека го нема она што го имаше. Меѓутоа навистина имаше еден ред и се знаеше што е оркестар Чалги, што се народни инструменти, што е народен оркестар. И многу се водеше сметка да не се препејуваат песни од другите соседни држави, да не одат како ај сега да не речем, ама сите сме свесни дека сега во последно време дури не се знае. Тоа турбо фолк така ги измеша работите да јас не сум меродавен за да можам тоа да го тумачам и да го тврдам дали е во ред или не, меѓутоа сепак е моја желба и драго ми е што еве видите ова телевизија Сите од 3 ќе има можност да на македонскиот народ и приредува македонска народна музика, а пеачите, младата генерација, која што е далеко помлада од мене, кои што одат сега по стапките мои, да не мора да трчат во другите држави, да речеме во Србија, по гранд музики, не знам што, или по Турција, или по Бугарија да снимаат, да си имаат своја матична куќа, кај што ќе можат песни во македонски да ги реализираат тука во Македонија на нашето поднебе. Нашата песна, ако не успееме вака нешто да создадеме како што се сега идеите за македонската телевизија, за телевизија Сите од 3, значи ништо не сме направили. Ние мораме, сакале или не сакале, да ја дочуваме македонската народна песна. Кога сме веќе кај младите изведувачи кои што ги спомнавте, дали има некој кој што лично би сакува да ви се обрати на вас за некаков совет? Јас да ви кажам, значи ова не е моја да се фалам. Значи ја по природа сум човек едноставен, природен, народен
без никакви додатоци, така да јас, значи, како млад интерпретатор настојавав и водев сметка према постарата генерација да бидам што по искрен, по како се вика стабилен. Меѓутоа ми се врати мене. Јас немам во Македонија кај што сум отишол, еве, можете и да ги проверите, вие сте новинари, ќе имате интервјуи со помлади интерпретатори. Мене со задоволство ми привоѓаат младиве, ме поздравуваат, ме почитуваат, бараат од мене совет, сакаат да се дружат со мене. Може слободно да кажем дека сум еден од пеачите кои што чинам дека кога би се гласало, говорам за машкиве пеачи, кога би се гласало од младава генерација ќе гласаат сите 100% за мене. Бидејќи сте Ти сум јас голем другар, јас сакам да му помогнам на оној дечко кој што Господ му дал глас. Сега има и башка, има школувани музичари, што е многу важно, многу битно. Во моје време не имаше така. Што ти дал Дедо Боже, тоа беше. Сега, значи, може слободно да застане музичар, пеач, да му дадеш ноти да ти испее безпрекорно, разбираш? Така да, значи, кога говорам дека почетот го прават младата генерација према мене, се осеќам така исполнет и ми е драго, оти така ме почитуваат. За крај би можеле да го завршиме овој интервју со една мала компарација за тоа каков бил кафанскиот живот некогаш и денеска. Што е тоа што недостасува во овие времиња, нешто што било поисполнително во минатото, нешто што повеќе се ценело, нешто што треба доправа младите да го ценат сега. Така, јас можам слободно да кажам дека јас не сум бил кафански пеач, мислам да не ми се навредат колегите кои што работат и кои што пеат во кафани. Тоа било голема работа, тоа не сум го знаел. Значи, за да бидеш кафански пеач треба навистина да имаш квалитет и да имаш голем ум, да ги памтиш сите песни поточно, да памтиш што се случува во сегашната ситуација. Ти доваѓа, например, гледач или нормален човек доваѓа во кафана, пееш во кафана и ти велите молам, испеј ми таа песна. Значи, не прашувам дали ја знаеш или не ја знаеш. Така да, значи, и кафанските музичари си имаат и тоа голема одговорност према својата публика. Јас просто не сум бил кафански пеач, јас бев радио пеач и како таков и останав на естрадата. Сега од време на време некогаш така одам по свадби, одам некогаш и во староградски кафани. Тоа што недостасуваше, што недостасува сега, тоа е тоа што не можеш да одбереш ти сега ресторан, например, ти дошол некој без разлика, не мора да е странец, нека биде наш македонец, дошол дали од Австралија, дали од Америка, од Канада, од Западов, не е важно. Сакаш да го изнесеш некаде на музика, кој што сака да слушне македонска песна, сака да слушне чалгаджитска песна, изворна песна. Нема таков ресторан кај нас. Тука се е нешто сега шаблонски направено, се е нешто 1 до 2 музичари евентуално и сето тоа што го прават некако на таа шунт музика. За жал, не знам до кај ќе стасе, меѓутоа мислам дека би требало да се потрудат младите интерпретатори да ја гајат македонската песна. Нешто не имам против, нека пеат ново создадени, ама изворното, народното да го чуваат. Ви благодарам многу за гостувањето во нашата емисија. Се надевам дека вашите зборови ќе допрат до младата популација. И јас се надевам. И дека ќе ја ценат повеќе народната македонска музика. Благодарам од срце. Се надевам дека уживавте во нашата емисија. Гласете на veselo.mk и слушајте македонска народна музика.